Istinata je jedna, a lagata ima mnogo lica. Второто мисионерско патување на апостол Павле. Откако ја завршил евангелската проповед при своето второ патување во Мала Азија, Свети апостол Павле тргнал во европскиот дел од континентот во Македонија. Овде апостолот ги посетил Неапол, Филипи и Солун. Откако поминал околу 130 километри по пусти патишта и го проповедал Божјото Слово во Верија, апостол Павле тргнал по морето кон Атина. Престолнината на древна Грција, Атина, го восхитила апостол Павле со величието и убавината. Сепак, целиот амбиент на паганскиот град му бил туѓ на духот на Христовото учење. Акрополот кој се возвишувал над градот со храмот на богињата Атина бил символ на долговековното идолопоклонство на грците. На сите улици и крстопати во Атина стоеле многу идоли. Жителите на Атина биле образовани луѓе. Главен интерес им биле ораторската уметност и филозофијата. А сите атињани и странците меѓу нив, раскажува книгата Дела апостолски, најзадоволни беа кога ќе кажеа или ќе слушнеа нешто ново. Одејќи низ улиците на градот и гледајќи го незнабоштвото кое таму царувало, апостол Павле се вознемирил и почнал отворено да го осудува идолопоклонството. Некои од филозофите епикурејци и стоици почнале да разговараат со него. Некои со збунетост велеле: што сака да каже овој празнословец? А други пак изгледа проповеда туѓи божества. Затоа што тој им благовестел за Исус и за воскресението. Сакајќи подробно да се запознаат со новото учење на Павле, атињаните го одвеле на Ареопагот, древна судница во Атина, која се наоѓа на ридот Арес покрај Акропол. Може ли да ни кажеш, се обратиле кон апостолот, какво е тоа ново учење што го проповедаш? Зашто нешто чудно слушаме од тебе. Сакаме да знаеме што е тоа. Тогаш Павле застанал насреде Ареопагот и почнал да говори. Атињани, рекол тој, според се гледам дека сте особено побожни. Минувајќи и гледајќи ги вашите светињи, најдов и жртвеник на кој пишуваше: на непознатиот Бог. Него, кого не познавајќи го почитувате, ви го проповедам. Бог кој го создал светот и се што е во него,
бидејќи е Господар на небото и земјата, не живее во ракотворени храмови и не бара служење од човекови раце како да има потреба од нешто. Тој самиот им дава на сите и дишење и живот. Бидејќи сме Божји род, не треба да мислиме дека божеството е слично на злато или сребро или камен кој добиле лик од човекова вештина и замисла. Со тие смели зборови, Христовиот апостол, како да ги урнал сите моќни пагански храмови на атињаните, кој ги создал гениот на елинската уметност, и отворено ја прогласил верата во едниот жив и вистински Бог. Ареопагот се загрижил. А Павле го продолжил својот говор. И така, рекол тој, оставајќи ги времињата на незнаењето, Бог сега им заповеда на луѓето да се покајат сите и насекаде, зашто тој определил ден кога ќе исуди праведно на вселената преку човекот кого го определил за тоа, давајќи им на сите уверување со тоа што го воскресна од мртвите. Кога слушнале за воскресението од мртви, филозофите решиле да го свртат говорот на апостолот кон шега. Некои почнале со подбивање да го прекинуваат зборот на проповедникот, а други рекле: затоа друг пат ќе те слушаме. Слушателите почнале да се разотидуваат. И апостолот Павле го напуштил Ареопагот. Иако зборовите на апостолот не биле прифатени, неговата евангелска проповед не останала без резултати. Некои од атињаните, според зборовите на Павле, поверувале во Господ Исус Христос и станале ученици на апостолот. Како што раскажува книгата Дела апостолски, меѓу оние кои поверувале во Христа биле свети Диониси Ареопагит, кој подоцна станал првиот атински епископ, некоја жена по име Дамара и други жители на градот. Сите тие луѓе станале првите чеда на младата христијанска црква која свети апостол Павле ја основал во Атина. Целосната вистина е нешто апсолутно и затоа е неспојива со светот.